Здраво Македонија, време е за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија секако секој викенд. Нашите надпреварувачи подготвени, екипата подготвена, темите се подготвени, па да започнеме. Денеска, како и секогаш претходно, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Александар и Бојан. Повелете. Бојан, здраво. Александар, здраво. Како сме денеска? Добро. Расположени денеска од игра? Вчера, да. Не се погоди темата. Не се погоди филмовите. Имавте време да изгледате некој филм кога дојдовте дома? Пак не. Кога нема време за филм? Нема време за филм. Нема. Ништо, ви реков, ќе договориме една машка вечер, ќе се седнеме со мезенца и сокче и ќе гледаме филмови. Може. Ќе си нагледаме филмови, да. Бојан и Александар, да не сакате да додадете нешто или веднаш да седнеме во кабините и да се спремаме? Не, да ги запознаеме противниците. Така, во ред домакини, како кажете, така ќе играме. Ваша е домакинската кабина, повелете. Благодарим. А сега тука во нашето студио се и денешните предизвикувачи. Да ги поздравиме. Мирче и Ѓорги, повелете. Па, како сте, господа? Како се? Одлично, вие? Добро. Расположени за игра? Да. Како и секогаш. Минатата сезона се дружевме. Се дружиме. Супер беше, одлично. Како? Многу феноменално. Мене ме интересира колку пари ми земавте. Првата земавме 150 евра, втора да земаме 100 евра. Значи се вкупно 250 евра. Да. Ни фали она сума од 300 евра за да видиме... Да видиме денеска како ќе биде. Душичката да биде видна, да. Да. Готово, имате, секако почувате како предизвикувачи, треба да ги победите домакините и потоа нели да го завземете нивното место, ама меѓу време и да се борите за парична награда. Се надевам дека сте подготвени за еден таков подвиг. Па би требало. Би требало. Би требало. Во ред, нема да ви одземам повеќе време, да не сакате вие да додадете нешто. Исто си е све. Да ги поздравиме сите што не знаат и познаваат. Нашите колеги работат од општина Карпаш. Тоа. Како е на работа? Одлично. Одлично. Нема да навлегуваме сега на тие теми, знаеме ситуациите, сакам да кажам, изборите и наваму натаму. Да. Не навлегуваме на тие теми. Има кој да збори за тоа. Тука сме дојдени за забава и за релаксација и за освежување на нашето знаење, нели? Така е. Епа, тоа за не ви одземам повеќе време, како што реков, почуваме како предизвикувачи, многу ме интересира до каде ќе стигнеме. Да видиме. Повелете во предизвикувачката кабина. Александар и Бојан, односно Мирче и Ѓорги, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме дали работат како што треба, за потоа да си започнеме со лицитирањето. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Мирче и Ѓорги, дали се слушаме? Да. Да. Немаме никаков проблем. Не, Така, супер. во продолжение знаете, било што ако има, ми кажувате и работиме на проблемот. Да, го решаваме, да. Го решаваме секако. Мирче и Ѓорги, со среќа во продолжение. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Александар и Бојан, дали се слушаме? Да. Домакини, спремни сте за уште еден дуел? Да, сега. Секако, кажи. Може да започнеме? Може. Може. Во ред. Сите ете се уверивме во исправноста на кабините, што значи може да си продолжиме понатаму. А продолжуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Зборови на 4 букви кои почнуваат на буквата Г како Горан. Бараме зборови од точно 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата Г како Горан. Без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првата игра први започнуваат со надавање, тековните предизвикувачи. Во таа улога се Мирче и Ѓорги. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мирче и Ѓорги, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. Започнуваме со 10. 15. 15.
17. 17. 18. Едно повеќе 18. Нека одговарат. Да одговарат? Да. Ајде да видиме, немаме многу натавања, 18, но сепак бараме зборови на точно 4 букви кои почнуваат на буквата Г. Александар и Бојан, кога ќе бидете подготвени, почнете да ги редите, 18 празни полиња, ми требаат 18 зборчиња од 4 букви кои почнуваат на Г. Кога сакате, почнете. Габа. Габа. Така е. Гума. Гума. Така е. Горе. Горе. Така е. Гиро. 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 Као ви мцнал сега едно гирце, така е, точен одговор. Гаси. Гаси. Да. Така е. Гали. Гали. Така е. Гука. Гука. Така е. Гука. Гора. Гора. Така е. Гној. Гној. Точен одговор. На пола сме. Газа. Газа. Така е. Гази. Гази. Така е. Ајде, мислете, уште 7 зборчиња ни требаат. Гипс. Гипс. Тоа беше онако објаснаш колку си бил пијан претходната вечер, така? Тоа беше гипс. Гора, кажевме. Да. Гора. Габа, гума, горе, гиро, гаси, гали, гука, гора, гној, газа, гази, гипс. Гура. Гура. Да, тоа викам да не е србизам, мислам српски збор. Дека нели кај нас е туркај, туркам. Само да видиме ако го има во македонскиот дигитален речник. Нема што ја да мислам тука. Гура. Жao ми Александар и Бојан нема гура, да, на македонски е турка. Ги имавме тука добро гади, како гадење, нели? Потоа гала, гама, гаси, гест, гето, потоа глад, глас, глуп, гнил, потоа гола, гонг, гори, горд, граф,
Греф, грип и така, гром, гроф и така. Ги има многу, така ги читаш многу е лесно, знам. Така е. Александар и Бојан, заглавивме малце нова со 4 зборчиња, но тоа е што е, нема везе, одиме на следното. Ке ја бараме среќата во следната лицитација. Мирче Ѓорги, честити за првиот освоен поен, но знаете и самите дека нема опуштање, многу имаме уште една лицитација, доколку нели лизнеме нова, ќе треба после да се потиме на пенали. Верувам дека вие не сакате така, иако мене ми е тоа, нели, желба секогаш, пеналчињата. А сега, драги гледачи, откако нели ги кажавме оние зборчиња од точно 4 букви кои што започнуваат на Г, може да се преселиме и на втората лицитација. А темата за втората лицитација гласи: држави во чие име се содржат буквите Б или Г. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет во чие име се наоѓаат буквите Б или буквата Г, секако во наша транскрипција. Доколку името на државата е од 2 или повеќе зборови, се признаваат ако овие букви ги има во било кој дел од името. Секоја држава можете да ја кажете само еднаш. Александар и Бојан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Мирче Ѓорги, дали ни е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората игра први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата лицитација. Во таква ситуација се Александар и Бојан. Ќе ве замолам да исклучиме, се извинувам, предизвикувачката кабина. Александар и Бојан, кога ќе имате понуда, кажете. 5. Започнуваме со 5. Ја можам и на едните и на другите да ви кажам дека има повеќе од 60 такви држави во целиот свет. 10. 10. И со вас да споделам таа информација, ги има повеќе од 60 вакви држави во светот. 12. 12. 14. 14. 16. 16. 1 повеќе. 17. 17. 18. 18. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме 18 празни полиња, ќе имаме шанса сега да го изедначиме резултатот, секако, нели, сконцентрирано времето, вие сојузник во оваа ситуација, можам да ви кажам, затоа што имаме доста време за размислување. Кога ќе бидете подготвени, Александар и Бојан? Започнете. Бараме држави во чие име се содржат буквите Б или Г било каде. Б. Битола. Да, Б. Ето така. Б како Битола и Г како Гостила. Грција. Грција. Така е. Бугарија. Бугарија. Точен одговор. Германија. Германија. Така е. Белгија. Белгија. Точен одговор. Бразил. Бразил. Точен одговор. Боливија. Боливија. Точен одговор. Србија. Србија. Така е. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Така е, точен одговор. Бахрейн. Бахрейн. Точен одговор, на пола сме.
Боливија. Белорусија. Белорусија. Точен одговор. Гана. Гана. Така е. Брунеј. Брунеј. Точен одговор. Белизе. Белизе. Точен одговор. Гватамела. Само момент, Гватамала. Молим те повтори го одговорот, него во режија него фатија. Гватамала. Добро. Добро. Гвајана. Француска Гвајана. Француска Гвајана. Аха, добро. Вака се во режимот еден проблем, дека рековме Гвајана и потоа рековме Француска Гвајана. Мора да се одлучиме за еден од тие два одговори кој да го кажеме. Кој ќе биде? Француска Гвајана. Француска Гвајана. Да. Вака. Француска Гвајана не е призната држава од Обединените нации, само територија на Франција, доека Гвајана е призната како држава. Затоа те прашав и се надевав дека Гвајана ќе кажеш дека нема француска да биде претходно. И не ми се оствари желбата. Многу ми е жал, Александар и Бојан. Да, но вака сега, зашто имам и време доволно, ја мислам од речата ни дадат чисто пеналчиње да изиграме тоа накако да пополним и време малце за рекреација, да не бидеме ниту кратки за гледачите, а ниту на вас да ви биде залудно доаѓањето тука. Денеска некако не ни беше денот, направивме буквално две кикчиња кои што можевме да ги избегнеме, ама мислам дека веќе сте преморени, работа, листа за 300 за викенд кога треба да одмарате вие. Тука сте, па можеби и не е лошо време, нели? Не се случува во лошо време се тоа да отидеме и да одмориме малце, а знаете дека вратите од листа за 300 ви се секогаш отворени. Ние не бегаме од тука, што значи кога сакате можете повторно да се пријавите и повторно да бидете дел од нашиот квиз. Мирче и Ѓорги, добро одиграно, одлично, мислев дека сега на ова ќе ви го земат поенот и дека ќе играме пенали, но ете едно мало кикче на кој што воопшто не ни помислив дека... Сакав да додадам до 25, ја викам мај. Да. Поши мене некој ми текнува, не ми текнува, ми Не, текнува. убаво почна да ги редат супер. Ја дури во еден момент сакам да им речам, овие другари не мора да почуваат на тие две букви на Б и Г, можете каде сакате да ги мечате дека они ги наредија. Ама за ме сватија, после почна нели Србија ги изигра и сите останати, но ете, за жал со Француска Гвајана се лизнавме. Тука ги имаше други држави кои што може да ги искористат, ете Авганистан, Азербејџан, Албанија, потоа Аргентина, кои не ги кажавме други? Ботсвана, брегот на слоновата коска, потоа Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбија, Гана, Гвајана, Гватемала, Гвинеја, Гвинеја Бисао, потоа Грузија, Демократска република Конго, Доминиканска република, Египет, Екваторска Гвинеја, Конго, Либан, Либерија, Мозамбик, Монголија, Намбија и така натаму ги има. Португалија, Парагвај ги има многу. Ја ги имам тука 80 извадено и мислам дека таа и бројката се вкупна. Како и да е, драги гледачи, сега рековме дека ќе изиграме едни, ќе ги наречеме рекреативни пенали, да го пополниме времето, сите малцета да се опуштиме и да ги загрееме Мирче и Ѓорги за она што следува, а тоа е темата од нашата листа која што може да им донесе парична награда. Па, темата за денешните пенали гласи:
држави учеснички на Евровизија 2025 година. Ги бараме имињата на државите учеснички на музичкиот натпревар познат како Евровизија или Евросонг во 2025 година. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Мирчи Ѓорги, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека на педали, без разлика дали се ревиални, така да ги крстиме, или регуларни, започнуваат предизвикувачите. Во таа улога се Мирчи Ѓорги. Што значи Мирчи Ѓорги? Од вас го чекам и првиот одговор. Италија. Италија. Така, Италија е и прв точен одговор за вас двајцата. Александар и Бојан? Франција. Франција. Знае некој кој победи? Окей. Да. Грција. 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 Така е. Германија. Германија. Точно така. Шпанија. Шпанија. Точен одговор. Данска. Данска. Точен одговор. Србија. Србија. Така е. Украина. Украина. И Украина е точен одговор. Италија. Италија ја кажав. Прво. Албанија. Албанија. Така е. Чешка. Чешка. Точен одговор. Турција. Турција. Така е. Швајцарија. Швајцарија. Швајцарија домаќин беше на Евровизија или Евросонг 2025 година. Фала од рече што ми го напишале ова, ќе бидам отворен искрен дека појма немам. Кипар. Кипар. Така е. Грузија. Грузија. Точен одговор. Полска. Полска. Така е. Шведска. Шведска. Ја кога бев во Шведска дознав дека ствари во Шведска е многу популарна Евровизија, луѓе Евросонг е многу Данска. популарен. Данска ја кажа пред малце. Белгија. Чекај ствари ја кажавме Данска, мислам да. Да, беше кажана. Добро, која рековме? Белгија. Белгија. Так. Да. Белгија, точен одговор. Норвешка. Норвешка. Така е. Белорусија. Белорусија. За жал Белорусија не учествуваше на Евровизија 2025 година. Тај да видиме Александар и Бојан дали имаат одговор. Естонија. Естонија. Доколку Естонија е точен одговор, од овие ревиални пенали, барем утешно онака ќе се заминат како победници. Доколку не е точен одговорот, продолжуваме како ништо да не било, но Естонија уште еден учесник на Евросонг 2025. Александар и Бојан, честитки за оваа победа. За жал нели нема никакво влијание на финалниот резултат, но како што реков, вратите на листа за 300 секогаш отворени за вас. Бојан веќе има искуство и кај него ќе биде поинаку веќе наредниот пат кога ќе дојде тука. Едва чекам до нашата наредна средба, а до тогаш останете ми во добро здравје. За жал морам чао да ви кажам сега. Чао. Мирчи Ѓорги,
Иако на пенали, нели, за еден одговор не знавме воопшто ништо не ни значи, ова беше како еден вид загревање за она што допрва следува. А сега ќе треба да се сочите со темата од нашата листа и да видиме дали колкава парична награда ќе освоите. А пред да ги повикам тука на главната сцена, еве да ги прочитаме оние држави учеснички на Евровизија 2025 година. Тука ги имаме Австралија, Австрија, Азербејџан, Албанија, Белгија, Германија, Грузија, Грција, Данска, Ерменија, Естонија, Израел, Ирска, Исланд, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Норвешка, Обединето кралство, Полска, Португалија, Сан Марино, Словенија, Србија, Украина, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Црнагора, Чешка, Швајцарија, Шведски, Шпанија, која ги погледав, мислев дека се многу помалце за читање. Ке ви извините, драги гледачи. А сега, како што реков, време е да ги повикам Мирче и Ѓорги тука на главната сцена. А вие, останете со нас за да дознаете што ќе се случи. Се враќаме веднаш по паузата. Мирче и Ѓорги ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена, но само на брзина, дека одамна не сте ми биле сега, минатата сезона беше, не знам дали знаете колку треба одговори да дадете за максимална парична награда. Се зеза. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои треба да ги исполниме, нели, со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате со парична награда од 300 евра. Сега, нема да ве прашувам како стоите со спортот, не сакам да ми откривате, многу ме интересира чисто кога ќе слушнете темата, како ќе изреагирате, како ќе ги редите одговорите. А денеска, темата, драги гледачи, се извинувам, на која што го тестираме нашето знаење е екипи кои играат во англиската премиер лига. Ги барам имињата на екипите кои во оваа сезона 2025-2026 година играат во најдобрата англиска фудбалска лига позната како премиер лига. И сега, само ќе напоменам да внимавате дека станува збор нели за нова сезона, да не ги измешате работите со минатата сезона. Некои екипи останаа, но некои испаднаа, така дојдоа нови и така натаму. Но според тоа како изреагиравте, можам да видам да О сега 10 ми текнуваат у глава. да, да не ти го губам времето, брат. Кога сакаш, започни да почнеме да ги запишуваме тука. Може, прво идеме Арсенал. Арсенал. А за кој навиваш? Јувентус. Јувентус. Премиер лига не е попратно само. За разонода. Супер и точен одговор. Челси. Челси. И Челси е точен одговор. Не му се излегува на Челси. Не му се излегува на терен. Еве го. И третиот? Третиот, исто, Ливерпул. Ливерпул. Ливерпул за 50 евра точен одговор. Што правиме за понатаму? Ќе одиме или? Продолжуваме натака. Продолжуваме, супер. Кој ќе биде четврти? Идеме четврти Тотенхем. Тотенхем. Така е. Идеме Манчестер Юнајтед, Црвените ѓаволи. Црвените ѓаволи, Манчестер Юнајтед. Така е. И за 100 евра. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Најголемите ривали на Манчестер Юнајтед. Да. Јас пред некој ден гледав некој како документарец и ме заинтересира тоа дека Манчестер Юнајтед бил како клуб на богатите, а Манчестер Сити на нели работнички градски клуб на работничката класа на ова нона и од таму почува и она ривалство кое што трае ден денес. Како се на Звезда и Партизан. Да, а да не се лажеме, веќе и Манчестер Сити не се клуб таков на како што биле порано. Тоа е тоа. Но честитки за освоените 100 евра. До сега имаме 6 одговори точни. Дали ќе продолжиме понатаму? Да, ајде. Понатака. Идеме седмиот Евертон. Евертон. И Евертон е на оваа листа точен одговор. Идеме Вестхем. Вестхем. И Вестхем е точен одговор. 8 за Мирче Ѓорги и Фулам за 150. Фулам за 150 евра. Пенаш можам да пуштам раче вака, друго испишуваат точниот одговор.
Честитки за освоените 150 евра до сега. Сега, другари, што правиме за понатаму? Има уште неколку звучни имиња тука кои што ги гледам. Размислувајте гласно. Идеме Астон Вила. Одиме, значи, во ред. Астон Вила. Астон Вила, Кристал Палас. Само момент да го испишеме за да не заборавиме некој во целото брзање. Ја ќе ги памтам во меѓувреме, а ти мисли си на друг. Астон Вила е точен одговор. Рековме Кристал Палас. Кристал Палас, да. И Лиц. И Лиц за 200 евра. Брат, на каков пат си? Можеш и на 300 евра додиш. Само чекај, нели? Лиц е точен одговор за 200 евра, 12 во низа за вас двајцата честитки. Сега, ни останува да размислувај, види прво да не избрзаме. Кој би ги играл вака? Блокираше мозокот, човече. Ау. Немојте да брзате, значи имаме време да не направиме. Размислете убаво, има тука уште неколку имиња кои што ги читам, ги немаме овде, а очигледно имаш познавање, затоа пополека. Лиц. Лиц. Евертон го кажавме. Знаеш кои се екипите кои што испаднале на нив, дошле нови и кои се новите кои што дошли ли? Не, знам, ама не, само да се сетам кој беа, знам. Барнли. Добро, ете една ни е таа, ајде, уште две вака да ги повториме за да видиме. Барнли една дојде. Ако те текне уште една, ја една ќе пробам да ти асоцирам. Барнли влезе. Исто има на ова буква е уште еден тим. Исто уствари уште 2-3 ги има на Б буквата. Готово. Рековме, кој го рековме сега? Го рековме Барнли? Барнли. Брмут? Така, Борнмут. И ни фали уште една, реков дека од мене ќе пробам да ви асоцирам новиот замок. Дали ви знал да го преведеш на англиски како би било тоа? Има еден тим како го носи слично името на Нью Йорк, ама не е Нью Йорк. Ајде, Барнли, после рековме дека ќе го играме Борнмут, така. Барнли, Борнмут и не... Ајде. Има еден буквално тим што реков почува како Нью. Ньюкасл. Моле, леле. Тикам новиот замок. На Марче новиот замок што го прави. Така. Епа, честитки, Ньюкасл, чекај, ја ви чекај, викам да ви. Леле. Мирче Ѓорги, имав интересна партија денеска. Ова беше, нели, за пеналите се исплатеа, што ви реков да ги играме, вие не. Ете, видиш, се исплатеше се. Загреани застанавме тука. Ни се погоди темата, што исто така многу битна работа, но уште побитно е да го имаме знаењето. Мора да имаме знаење за да ни се погоди нешто, иначе во спротивно ништо не ни се погодува, тоа е тоа. Супер, на моје огромно задоволство се дружиме и во следното издание на нашиот квиз. Ја ќе пробам сега да ги извам. Мислам дека остана уште Вулверхемптон, Брентфорд, Борнмут, кажавме Брайтон. Тие би ги извадил, драги гледачи, не можам. Саутемптон испадна, Сандер требаше да влезе, испадна на ревијална со Вигам не влезе, испадна и тој. И влегува Барнли место ни. Повели вака, ги менјаме улогите, драги гледачи. Земи. Јас си одам, вие останете ми во добро здравје и се гледаме во следното издание на Листа за 300. Мирче и Ѓорги ќе ви испратат. Чао!